Прво, кога се учествува во влада, тоа значи дека таа влада треба да се подржи. Во светот не постои искуство и пример да политичка партија учествува во влада, а при тоа да не ја подржи таа влада. Постојат примери во кои што политичка партија не учествува во влада, ама ја подржува. Меѓутоа не постои пример да политичка партија земе учество во влада, а не гласа за владата. И затоа сметам дека ВМРО ДПМН согласно закон, исто како сите други политички партии кои се повикани да имаат министри во техничката влада, треба да ги даде своите кандидати и да гласа за таа влада. Доколку ВМРО ДПМН реши да не гласа за таа влада, тогаш сметам дека тие места треба да останат празни, мандатарот да предложи влада во кој што тие места ќе бидат упразнети и во моментот кога ВМРО ДПМН ќе реши да ја подржи владата, тогаш наредниот ден ќе може мандатарот да предложи и во истиот ден да се изгласаат министрите кои што на рефим следуваат. А каков е вашиот коментар на најавата на председателот на ВМРО ДПМН Мицкоски, кој рече дека министрите во техничката влада и нема да присуствуваат на владините седници? Сега ако он работните обврски ги сваќа да не се присуствува на седници во кои што сте член, ја тоа не можам да го коментирам. Од нивниот пристап во собранието видовме дека тие беа дел од собранието во последните 4 години во кои што единствено што праве блокираа, доаѓаа за да блокираат, не доаѓаа за да работат. Владата е извршно тело во кое што тие кои што се членови на влада мора да бидат ангажирани во текот на целиот ден за да може да ги сервисираат обврските кои што ги имаат.